Здраво Македонија! Земја во која власта не го слави денот на македонската борба. 23 октомври, бидејќи веројатно смета дека нема што многу ние да се бориме сега како македонци. Додека македонскиот народ ја памети жртвата на предците кои ја платиле најскапата цена и го дале својот живот за Македонија, се чини дека Нелинденска е само продолжен викенд. Пред споменикот на Гоце Делчев не дојдоа да се поклонат ниту Ковачевски, ниту Пендаровски. На нивно место дојде поранешниот министер Ала Ѓозовски, партискиот портпарол Каевски, како и советник од кабинетот на претседателот. Па што бе, најголемите патриоти ги пратиле. Ала Ѓозовски, Каевски и советник од кабинетот на претседателот, на кој не му го знаеме ни името. Тоа се современите херои и еден ден во химната ќе ги вметнеме. Што има државниот врв да оди на ваков празник за македонската борба? Повици за обединување околу европската агенда упати власта на денот на македонската револуционерна борба. Македонската борба на револуционерите, илинденците, партизаните, учесниците во НОП беше борба за подобра иднина на македонската држава. Прво, не беше борба за подобра иднина на македонската држава, бидејќи не беше формирана македонската држава. Второ, да повикуваш на обединување, а да не го славиш празникот со твојот народ е врв на политичка шизофренија. Иако е државен празник, и оваа година, како и изминатите, највисоките представници на владата, собранието и претседателот на државата испраќаат само пишани честитки, а на гробовите, на спомениците, на доделувањето на државните награди, во нивно име се појавуваат пониски представници на институциите. Па пишани честитки испраќаат со причина. Например, Ковачевски така има помали шанси да погреши ако реши да го цитира Гоце Делчев. Дај една пишана честитка и мирна глава да не се брукаме пред камери повторно. И ајде да кажеме во духот на Гоце Делчев, тоа треба да биде основата за градење на взаемни добри меѓусоседски односи, дека културата треба да биде поле за, уствари, треба да културата треба да представува поле за надпревар меѓу народите, особено тука кај нас на Балканот, бидејќи тоа е контекстот. Поле за, уствари, треба да културата треба да представува. Јас го разбирам светот као бавча, не. Јас го разбирам светот као нива, не. Ја бавчата ја разбирам као нива, не. Стево Пендаровски пак не се појавува, бидејќи исто така нема никаква потреба. Си кажал што има да каже кога е во прашање способноста на Стево 02 да зине колку што е потребно за една капка да не падне на земја кога тој клечи пред неговите љубени од Софија. Значи, неспорна историска вистина е. Сите што имаат малку сознание од тој историски период е дека Гоце Делчев се изјаснувал како бугарин. Во ред, неспорна историска вистина е дека се изјаснувал како бугарин во тој историски контекст. Ете така, нема што да се појавуваат на настани посветени на македонските револуционери кои гинеле за земјата од која денес цицаат плата, па си ја покачуваат за 80%. Што има да ги испочитуваат во живо? Не смее така, ке им се налутат во Софија нивните љубени. Наместо премиерот, например, цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев положуваше советникот за интеркултурализам. Наместо председателот, цвеќе положи представничка на кабинетот, чие име во соопштението воопшто не беше посочено. Во писмените честитки тие порачаа дека е време за обединување за европската иднина на државата. Време е за ваше обединување со сериозни медикаменти. Нема друго решение за некој кој повикува на обединување, а ти го саботира, игнорира, го негира државата
државниот празник со кој се слави македонската национална борба. Иако Талат Џафери исто така пишал писмена честитка, бидејќи можеби не се дразни премногу, не се возбудува позитивно на ВМРО, кое е оправдувањето на Таче Ќуран и Стево 02? Државниот врв честиташе писмено, но не присуствуваше на официјалното чествување на празникот. Функционери од понизок ешалон на собранието, владата и кабинетот на председателот положија цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев во градскиот парк. Понизок ешалон, него како? Па кој е тој бе Гоце Делчев за да му положуваат цвеќе еден председател на држава и председател на влада? Бил ли некогаш председател Гоце Делчев? Не бил. Бил ли паметен и европски како Таче? Не бил. Го сакал ли народ Гоце како што ги сака Таче и Стево? Боже пази! Па што има тие да му прават било каква чест? Ете, нека одат по ниските ешалони. Не им е достоен Гоце Наковачевски и Стево Пендаровски. Некој си таму Гоце Делчев. Подсетување, СДСМ пред година и пол одби собранието да усвои декларација по повод 150 години од раѓањето на Делчев. Оваа перверзна пародија тогаш изгледаше вака. И пречи што со декларација сакаме да се враќаме назад. Она што веќе ние за Гоце го имаме во нашата химна, во именувањето на улици, во именувањето на училишта, во празнувањето на Гоце Делчев. И почита кон него, навистина, значи враќање назад, а не напред со таа декларација. Дали имате друго прашање? За пратеничката Жаклина од Охрид, декларацијата за Делчев ке била враќање назад. Уште поту поднеа беше координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски. Срамно е што ВМРО ДПМН се обидува ова да му го направи на македонскиот херој Гоце Делчев. Македонскиот национален херој Делчев не заслужил да биде сведен на политичка декларација. Овие кои не одат цвеќе да му положат, велат дека срамно било за Делчев да се усвои декларација во собрание. Сите сте за бардовци, јас да ви кажам. Делото на великанот на македонското револуционерно дело Гоце Делчев и неговиот историски придонес во создавањето на македонската држава не заслужува ваков подценувачки однос. Подценување било парламентот на Македонија да усвои декларација за Гоце Делчев, а не е подценување да го игнорираш денот на македонската борба и да ќутиш кога па во парламентот во Софија носат декларации дека сме биле бугари пред 45-та и Тито не измислил црепови. Декларацијата е политичко подметнување од страна на ВМРО ДПМН со цел да се продлабочат поделбите во македонскиот народ. Бранат нешто што не е нападнато и со тоа си ја покажуваат сопствената несигурност и аматеризам. Политичко подметнување за поделби меѓу македонскиот народ. За декларацијата за Гоце Делчев зборува. Подметнување и вели се бранело нешто што не било нападнато. Тоа го велат овие кои подпишаа заедничка историја со Бугарија и кои преговараат за Делчев со сугестијата од Стево Пендаровски дека се декларирал за бугарин, но се борел за Македонија. Со секој од овие видеа што досега ги гледате, може комотно да се направи рекламна кампања со слоган "Кажи не на дрогата". Вакво политичко понижување на делото на Делчев и штета на грбот на националниот интерес прави да нема разлика помеѓу Христијан Мицкоски и некои други бугарски политичари. Немало разлика меѓу мицкоски и бугарски политичари. Мицкоски, например, поднесува декларација за македонецот Гоце Делчев, СДСМ одбива декларација за македонецот Гоце Делчев. Од друга страна, бугарските политичари велат спроведувајте ги нашите барања, а СДСМ вели да се спроведат бугарските барања. Па кој со кого нема разлика, Црни Јоване? ВМРО ДПМН и Мицкоски треба да се засрамат и да ја повлечат нивната така наречена декларација. Вие треба да се лекувате. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата нема да учествува во нивниот дневно-политички театар, на кој единствена цел е да им помогне на оние центри кои не сакаат Северна Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија. И затоа бараме декларацијата да биде повлечена.
Сега, сето она што го кажаа пред година и пол за декларацијата, како штетна, навредлива, подценувачка, срамна, бедна, ужасна, сето тоа што личеше на грчевита борба да не се донесе декларација за Делчев, за да не им се налютат веројатно љубовниците од Бугарија. Сето ова го измокрија тотално кога пред 3 месеци Дарко Каевски најави дека ќе носеле, ќе поднеселе декларација за Илинденското востание, исто така во македонскиот парламент. И демек ја поднесоа, ама од тогаш никој не ја виде. СДСМ ќе предложи резолуција за Илинден во Македонското собрание во вторник. Поднесена Илинденска декларација, но што има во неа се уште никој не открива. Декларацијата не е достапна на веб страницата на собранието, а ниту пратениците од СДСМ не откриваат што точно пишува во неа. Заборавивте нова, нели? Ке ве подсетам, не е проблем. Каде е бе батиња декларацијата за Илинден? Каде ја загинавте? Ај, што зборевте порано за декларациите, ке заборавиме, си го питам, ама каде е оваа што ја најавувавте? Не е важно, Дарко Каевски нема проблем. Тој делува како роботче кој е подготвено да каже се што ќе му речат. Зборувал ли тогаш дека ќе усвојуваат декларација за Илинденското востание? Ако бе зборувал, што има врска? Сега ќе ви раскажува од партиската говорница за македонската борба. Македонската борба на револуционерите, илинденците, партизаните, учесниците во НОП беше борба за подобра иднина на македонската држава, на идните генерации. Никогаш македонската борба не била за изолација, уназадување и стагнација. Борбата на илинденците била за интеграција, а не за стагнација. Умреа за интеграција и Гоце, и Даме, и Питугули. Само на тоа мислеа. На уста им беше само интеграција, не стагнација. Никако не сакаа стагнација нашите илинденци. Кој бре ви ги пишува овие глупости? Каква бре интеграција, каква стагнација? Под робство биле црепосан, за слобода се бореле. Ало! Македонската борба на денешните генерации е политичката борба за подобра европска иднина на нашата татковина и сите наши граѓани. Лажниот квази-патриотизам на ДПМН и Левица е моментално единствената закана за подобра европска држава. Овде па гледате како се мести Каевски дека она што било ВМРО во 1903, например, ДНС, СДСМ, а другите кои сме против заедничка бугарска историја и против промена на идентитетот, ние сме биле лажни патриоти. Може би да, ако е во прашање бугарскиот патриотизам, иако Каевски и СДСМ се бугарски патриоти, тогаш тие се вистински, а ние сме лажни. Но во Македонија вистински патриоти велат дека се оние кои не одат ниту на доделување на државните награди за 23 октомври. Со помала свеченост, без присуство на државните функционери, беа доделени наградите 23 октомври во собранието. За остварување во областа на науката и образованието, наградата ја добија тимот професори за трансплантација на црн дроб. Ако научат да трансплантираат мозок, еве ви кандидат. Лажниот патриотизам носи изолација на земјата, неизвестност, економска стагнација, празни джебови и празни фрижидери за граѓаните. Лажниот патриотизам и блокадата на европскиот пат води до нов екзодус и селување на младите, до загрозување на македонскиот идентитет. Затоа антиевропската агенда е антимакедонска. Лажниот патриотизам носел празни фрижидери, иселување на младите и загрозување на идентитетот. Овие со 80% покачени плати и бифтек за 200 денари, овие во чие време реки на млади луѓе замина, овие кои прво подпиша преспански па бугарски договор, со кој парче идентитетот го направија и ги понижија сите. Овие ки им велат на другите дека биле антимакедонци. Ви велам, само трансплантација на мозок може некако да помогне. Тоа е прескапа цена која граѓаните може да ја платат. Тоа не смее да го дозволиме и нема да го дозволиме. Македонската борба е за интеграција и подобар животен стандард, а не за изолација. Вака може ли и на времето да се интегрираат како јаничари или како потурчени и ки имале подобар животен стандард, или како Коте од Рулја, например, кој се реинтегрирал како грк, кој ќе коле македонци, или како што се интегрирале во бугарската приказна еден куп други кои менувале национално за пари, или што би се рекло давам вера за вечера. Тоа го порачува Дарко Каевски од Прилика. Пишете дека дедовците ви биле бугари за да имате
подобар животен стандард. Антиевропската агенда на ДПМН и Левица ќе биде поразена со нова државничка победа, со победа на Европскиот фронт на изборите следната година. Еј, како султанот да чита дека ќе ги порази комитите. Ќе биле поразени оние кои се противат на обезличувањето. Односно, Каевски вели дека СДСМ ќе ве порази вас 80% од македонците кои не сакате во ЕУ со бугарски уцени. Браво, Дарко Каевски, затоа народот толку многу ве сака. Сите македонски граѓани да бидат европски граѓани, со поголеми плати, со поголем животен стандард, со европски квалитет на живот. Половина народ име по протести, по улици, пензионерите дури излегоа да се бунат, половина администрација штрајкува, додека тие кркаат бифтек за 200 денари со плати од 2-3.000 евра. И овој ќе ви зборува од пресконференции дека ако се пишете бугари и за вас ќе има побогата трпеза, што е патем чиста лага, бидејќи самата Европска Унија ни праќа пораки дека со ваква корупција, штитена од оваа банда, ЕУ ќе ја гледаме само на разгледници. Да седиме на големата маса, рамо до рамо со големите европски народи и самите да одлучуваме за себе, а не некој друг. Само седење на маса име на ум. Самите да сме си одлучувале за себе. Абе референдумот кој пропадна, го игнориравте и го сменивте името. Анкетите на кои 80% од народот не сакаат да ги јебете во мозок, ги игнорирате. Па кој тоа сам ќе одлучува за себе? Вие, седнатите на големата маса, на која ви е бесплатна храната и ви е многу убаво кога ќе ве седне некој на скут. Младите да ги сочуваме во земјата, никој повеќе да не биде принуден да зима пасоши на други земји или да ја бара својата екзистенција надвор во туги држави. За младите зборува овој млад полтрон. Знаел тој што сакаат младите? Што сакаат младите се знае. 2000 евра плата, ефтин бифтек за 200-300 денари и да го угасиш мозокот за да може да тропаш се што ќе ти напишат на пресконференција, бидејќи немаш ниту кичма, ниту образ. Баце, младите се борат против се она што ти го представуваш. А во таа борба се вклучуваме и ние, не толку младите. Вечерва имаме нов мастер-клас со Бране Светозаревич и фактите, доказите и вистината за Македонија. Вистина која не име мила на соседите, ниту пак на нивните извршители во Македонија, како Дарко Каевски. Ке биде вечерва повторно многу поучна вечер. И ке чуете и по некој доказ, некој сведоштво и за ваквите како Каевски од нашето минато. Секогаш ги имало, окей? Како што секогаш имало и војводи кои ќе ги спречат. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу саботно издание продолжува со мастер-класот кој ви го најавив. Не знам по кој пат, меѓутоа се уште премалку пати ми гостували, мајки предвид сето она што досега го има направено и сето она на што работи во моментов. Веќе знаете, Бране Лав или професор доктор Бранислав Светозаревич. Добро вечер, добре дојде. Добре, Недов, добро вечер. Морав и Бране Лав да го кажам како тетовски прекар. Тетовски прекар, да. Така, Лав е затоа што си имал пред 20-30 години некој кафич, да, Лав? уште во комунизмот, во социјалистичкиот период, 89-та година, отворив кафуле и го оставив земскиот знак, Лавот. Па луѓе поминува, ме прашува, вика, што е ова, вика, што ти текна, вика, да го ставиш знакот од Пежо. Не е за лутење. Луѓето немаја каде да учат за такво нешто и така што тоа остана како Бране Лав. Да. А тогаш не ти викаа, чекај, ти Светозаревич, нели си србин, шо па вие србите со Лав да се... Да, и тоа некој ги бунеше, меѓутоа тие што ме знаат, еве, добро што ме праша. Често пати на улица луѓе ме прашуваат што сум, всушност, и еве да одговорам на тоа прашање. Јас сум македонец, мајка ми е македонка, татко ми е по едниот родител македонец, значи јас 3/4 во мене носам македонско. Чувството 100% македонско. А другата лоза на татко ти, мислам, јас го знам одговорот на прашањето, и од Чешка имаш. Да, и од Чешка, затоа е Покорни. Покорни да, и Светозар, Покорни е еден од предците.
А на татко ми му е променето презимето додека се затекнале во Србија во Втората светска војна и таму го прашувале што ти е покорни, да не тоа асоцира на нешто германско и така натаму, па се одлучиле дедо ми и баба ми да го сменат од покорни Божидар Светозаревич по дедото Светозар покорни. 55-та година се враќаат во Македонија и така останало презимето. И тоа е една историја во презимето. Интересна семејна историја во секој случај. Но по чувство сум 100% на македонец, а и по дела се надевам. По дела си, тоа треба со повеќе цифри да се изразиме, стотката не е доволна. Интересно е деновиве читав еден чуден текст, не знам, нивна работа на крајот за браќата Мишко Милко и Бошко Ѓуровски, тие се исто од Тетово. Да. И сега тие па као да сакаат да се допадливи кон, или не знам, си го прифатиле српскиот и југословенскиот. Изгледа за Бошко беше само. Бошко, да. Дека тие па биле на ИК, им го сменал Тито презимето. Тоа е за жал многу плитко паметење. Затоа што до кралството, до краљевина. Така што тоа е нешто што, да речеме, некој ако видел од дедо му дека се презивал на Ич, а тоа е затоа што морало да се презиват, да си констатира таква една да речеме... На крај види, кој како сака нека си се чувствува. Тоа не е, навистина, тоа е прво во право си, тоа е некоја лична определба, меѓутоа е дегутантно кога тоа се прави заради некакви поени, така што тоа останува лично за човекот, не тоа поврзано со... Тоа е парадоксот, имаме некои тетовчани што жала што не се на ИК, а ти на ИК, као чист македонец, па те прашуваат, вика, да не си. Сега фали уште бугарите да објаснат дека Бошко и Милко Ѓуров се многу известни български фудбалисти. Замислете американците на колку презимиња се водат или било кој, мислам, во секаде го има тоа, како што има на Ичи во Бугарија. Точно. И во... Како, например, некој од најважните преродбеници во Бугарија. Тоа е, презимето е нешто семејно, но најмалку е национално, така што она што го чувствуваме во себе и она што го носиме од колективната меморија е клучно. И делата кои што ги правиме. Да, после имаме и случаеви вакви, нели, кога например требало некој да се запише на некакво училиште во Бугарија или во Србија, морал да се се заведе така. Оф или на Ич. Да, или дури и да го заведат таму. Не ги ни прашувале. Затоа што, вели, ако сакаш да завршиш училиштето, треба ваква молба да направиш и да презимето да ти биде вака. Интересно е тоа и за презимињата. Можда некој пат да ја викнам повторно. Елка Лучар, таа сега и книга ќе издаде за потеклото на презимињата. Но во суштина ИК кај србите значи пример Светозаревич, малиот Светозаревич. Да. Значи има тука и филозофија зашто као во Исланд се Сигурдсон, синот на Сигурд, или Сигурдсдотир, керката на Сигурд. Во Турција Оглу, син. Така е, така што тоа е нешто што е... Не мора ни премногу... Или ов, нели? Чивси од... Генетска наука... Од Петков. Генетска наука од ова не може да се... На крајот на краиштата и меѓусебните влијанија се тука и тоа е сосема природна работа, така што тоа... Не сме ние тие што тврдиме дека сме автохтон народ од праисторијата до денес, други се што го тврдат тоа и се однесуваат кон нас како што се однесуваат и затоа е се тоа наша борба која што продолжува и вечерва. Само нека бидат такви какви што се, не мора да... Боже мој сега, што да правиме? Еве ова, например, покорни, јас го немам, ама го ставам како спомен на некои предци. Значи, така е, да. Ти го немаш во документите. Да, го ставам само на делата. Се разбира. Како што кажав, борбата продолжува, ние се бориме со аргументи, факти, докази, со наука, продолжуваме со чешлање, чисто информативно е за публиката, нашата прва емисија, значи пред некои колку 11-12 емисии. Да. Сме почнали, ти ми кажа, од 4. март, така. Од 105-6 страна. Да. Сега сме околу 420-та.
а книгата има 844, ти работиш на вториот том, чисто да им дадам до знаење дека долги години се ова е пренасно, серијал наш, но за да заеднички. некојаш ќе треба да се навраќаме на некои работи, бидејќи за да се печатира знаењето мора да се повторува и преповторува. Ти самиот си ми кажувал колку пати кога ќе и ти ќе подзаборавиш дури нешто што си го точно така. Произвел како си го оформил како доказ, како податок. Затоа што навистина има премногу нешта. Навистина е потребно едно поврзување на нештата, но тоа не оди секогаш во моментот. Треба да се препрочитаат по неколку пати документите за да може да се поврзе со одредена ситуација. Нели тоа го правиме и во емисијата. Така е, сега, точно. Кај мене е тоа си го направил ти во книгата, бидејќи покрај тоа што си доктор на науки по историја, ти си магистар по архивистика, така? Така, Значи ти ги испојуваш најдоброто од двата светови и умееш, имаш таков мозок да размислуваш хоризонтално, вертикално, дијагонално, угоре, удолу. Тренирам, да, добро. Затоа е вистинско уживање. Кажи ми вечерва, од каде продолжуваме, што сакаш прво да спомна за во периодов, да не заборавам, од претходниот пат кога се видовме, ти имаше нешто што е важно да знае публиката, бидејќи оваа книга буди се поголем и поголем интерес, те викаат луѓе на секаде, па каде беше вака пофалис? Овој пат бев во Германија, во Париз, во Белгија и во Италија. Таму повторно не пречека со Ацо и со Маја прекрасни луѓе, прекрасни екипи на луѓе кои работаат многу за Македонија. Нашата диаспора е навистина за кои многу малку знаеме, а еве благодарејќи и на твоите емисии дознаваме од време на време за нивните активности, но верувај, многу се активни, ништо за тоа не добиваат. Нема никакви проекти од државата, никаква поддршка нема, тоа го прават само од своји патриотски причини. Имаат потреба да одржат врската со татковината и тоа прават најдобро што можат. И својот идентитет го изразуваат на најубав начин, затоа што тоа се таму лојални граѓани на тие држави, придонесуваат во стопанството и во културата секако, и при тоа да речеме се пример за средината каде што живеат. Значи тука запознав многу вредни луѓе, да речеме во Белгија бевме, не знам дали ја спомнав. Да, ја спомнав. Во Ватерло таму еден Илчо Јанев, ми се чини се каже, прекрасен човек. Потоа во Париз исто Владимир Будимовски или отец се извинувам сега. Добро, генерално многу луѓе запознаваш, нови луѓе запознаваш. Да, исто, така беше и во. Не може сите имења да ги помни, се разбира, меѓутоа се работи за организирани групи на нашата диаспора кои што имавме интерес. Голем интерес правија. Многу голем интерес и многу работаат, многу истражуваат и помагаат и за вториот том. Имаше и дури еден интересен настан со нашиот Златен Николовски. Тој ги организираше со Дарко, неговиот исто соработник, една прекрасна средба во ресторанот Ла Прокроп во Париз. Гемиџискиот ресторанот, каде што навистина имаше прекрасни моменти и така успеавме да ја испееме песната Налеј, повторно после 120 години. И тоа се моменти незаборавни навистина. Така што одлично е, јас знам дека не успеваш да одговориш на сите повици, на сите покани, но се трудиш и во Париз и во Босилово нели? Така е, секаде. Ете, Босилово да го спомнам. Тоа е нешто неверојатно што се случи таму. Преполна салата,
луѓето после промоцијата уште 2 часа разговаравме за многу прашања. Гладни се, жедни се за информации и имаат и што да кажат. Многу писмени луѓе дојдоа. Од нив имаше доста и од селата кај што има бежанци од Кукушко. Значи предци на македонците кои поминале низ Голгота и сите тие носат со себе многу спомени во колективната меморија и тоа сето ме импресионираше. Градоначалникот исто така, организаторот, немам зборови, значи зеде и за училиштата, за училиштната библиотека. Поентата е дека значи ова што го правиш ти, ти, посвети, вели запишете на сите понатамошни градоначалници како наследство, да. На библиотеката во општината. Ало вера на сите наши на секаде in светот. Спомнав и Босилово и Парис, за да чисто една компарација и градација да направиме, дека не е важно каде, дали е во мала општина во Македонија, во некое село или е во градот на светлината. Така. Дека на секаде каде што има македонец, ова што ти го правиш е вредно за интересот, односно дека сите се возбудени кога ќе допрат едно вакво дело. Предлагам да си продолжиме ние со... Еве, јас предлагам прво, ти дадов еден диаграм, ако можеш да го покажеш, кога спомна дека треба да се навраќаме, ова е всушност е навраќање на она што е што го работевме уште од првите емисии, а тоа е османлискиот период и непознаниците кои ги имаше и македонската наука околу тоа, колку македонците биле присутни и препознатливи во Европа и колку Европа ги препознавала. Во однос на делата, така да гледаме... Сега, јас треба да кажам... Терминот македонци, Македонија, како е фреквенцијата е ова? Тоа само дозволи само да кажам дека покрај историчари и многу други ентузијасти, зад ова втора книга застана и многу инженери и информатичари. Еден од нив е таков и Методија Ангеловски. Да, Методија е фантастичен човек. Да се запознаете, значи Вевчанец од Охрид, кој најдоброто од двата света. Еве, изразувам голема благодарност до него, затоа што без никакви проблеми помага информатичар е човекот, многу паметен, никаков проблем нему е да навлезе во тие во системите. Многу помага во вториот том, како што знам. Така што сите дигитализирани и објавени дела за македонците ни светот ги лоцира без никаков проблем. Тоа е за него на вистина играчка, но за мене е многу значајна помош. Ова е дел од тоа истражување, така? Разговаравме со него за да речеме навлезе во британските библиотеки, во Коби Систем и така натаму, и вели, овде не чека голема работа. Во што е работата? Па вика има 20.000 наслови, објавени од 15-16 век до 1944, периодот до кој се интересирам јас. И 20.000 наслови, тоа е шокантна бројка. И потоа изработи диаграм на тоа во кои векови, сега дали може тоа да го прикажеме. Јас не можем, за жал, да видам од тука, ама ќе ми помогнеш. Да, нема проблем. Долу се наведени... 1550, 1600... 1550, па завршува таму некаде до 1944 година. И сега на диаграмот се гледа дека од 1600 година има една експлозија на литературата. Тоа се должи на оно што ти ми го објасни во првата емисија, кога печатниците, тие 3-4 центри... Значи сега се појавуваат печатени книги, но во печатените книги овде се работи за колку се спомнуваат македонците. Се спомнуваат како антички македонци, но се спомнуваат и како актуелни во тоа време македонци кои живееле во Османлиската империја или
кои се иселиле од неа. Добро. Така што не очекува огромна работа во тој поглед. Да, ова 1600-та. Да, навистина шемата покажува дека интересот за македонците бил огромен. Да не заборавиме дека тоа време на хуманизам, ренесанса. Точно. И кога се навраќаат и на античкиот период, меѓутоа имаме и современи историчари кои ги обработуваат темите на Османлиската империја. Разбирам. И таму речиси без исклучок се споменуваат поробените балкански народи, но и војските од кои е составена Османлиската империја, војниците, значи, по националност, по народност тогаш. Се овде има еден интересен феномен кој многу зборува. Така, токму тоа беше поентата. 1850 година, од прилика. 1850 година веќе нагло паѓа интересот, односно спомнувањето на македонците, а тоа доаѓа оттаму што веќе пропагандите се започнати на ангро. Се создаваат балканските држави, Грција пред се, па потоа Србија и Бугарија, и поради тие околности, но и околности кои се поврзани со она што се случува во европската историографија, имено по оние теории на други. Така е. Многу интересен диаграм. Ова е една слика на тоа што всушност се случува со македонците и зошто не треба да не чуди што во 19-тиот век тоа име се запретува. И затоа овој диаграм има исклучително значење само за во англиските библиотеки што има. А можеме да замислиме низ Европа што се има. Сигурно ако ваков диаграм се направи во било која библиотека, дека од прилика ќе е сличен. Интересно. Во Турско, значи во Турско, македонците многу се спомнувале. Така е. И тоа е нешто што јас морам да признам шокантно и за мене. Да. Значи, каде да чепне човек ќе ги најде македонците. Да повторам, овие податоци се од британските архиви. Да, од британските библиотеки. Дигитализирани се и таму се знае. За секоја книга имаат индекс на зборови. Така, индекс на зборови. Ова компјутерот открил дека кога, како, колку се спомнувале македонците. Така е. И одеднаш во периодот на веќе формирање на балкански држави, пропагандите на 19 век во Македонија. Да. И тука не само што појавата на балканските држави придонесува за тоа, затоа што тие почнуваат со своји пропаганди, туку и Европа која ја смета, нели, така се воспоставени тие некои, за жал, и до денес се злоупотребуваат. Во науката нема ограничување, не може нешто да биде вечно кога ќе се пронајде нешто ново и така натаму. Грција е прогласена за лулка на Европа, на европската цивилизација, и тука во тој пакет веќе почнува полека да влегуваат и македонците. Да, имаме веќе наратив нов и сега го полниме тој наратив со толкувања и со наши начин на гледање на историјата. Така што, ние дојдовме до крајот на 19 век и сега да провериме, на 20 век. Може ли состојбата на терен да ја провериме сега? Состојбата на терен да ја видиме. Одиме на 421-та страница. Бидејќи ова, бране, овој диаграм не е, значи да повториме, тоа се дела издадени тогаш, не е дека дела посветени на тој период. Не, издадени тогаш. Во 15, 16, 17, 18, 19 век и почетокот на 20 век. Добро. Одиме сега 421 страна, ти ми кажа. Да. Книгата? Ритих, Петар Ритих, 901 година, едно сведоштво кога доаѓа во Лешочкиот манастир, значи сега сме во Тетовско. Значи ние хронолошки вака како што си работиме, продолжуваме од прилика. Да, од прилика тоа е, а некаде имавме Илинден во претходната емисија ни беше. Добро, имаше, да, ќе го скокнеме сега тоа. Така, добро. Одиме на други прашања. Претходната бидејќи беше близу Илинденското востание затоа. Океј. Петар Ритих, дајте, ве молам, благодарам. Кој е Петар Ритих? Петар Ритих е еден истакнат интелектуалец, руски патеписец, руски офицер, високо котира во руското општество и неговиот татко исто е познат македонист.
Значи уште пред него во 19-тиот век се застапувал за тезата дека македонците се посебен народ од тој со бугарите. имал, значи со екипа, со придружба Да, сега ова го прави независно, а неговиот син. Го посетил Лешочкиот манастир. Таму меѓу другото се интересирале за неодамнешното убиство на игуменот Езекил. Смртта ново игумен фрла на големо срамна дамка врз местните водачи на бугарите и нивните повисоки раководители од Македонскиот комитет. Работата се одиграла вака. На чело од манастирот мош недолго време се наоѓал отец Езекил, тукашен човек во висок степен чесен и набожен, кој стоел настрана од агитацијата, како српска, така и бугарска. Инаку роден во село Глоđi, во близината на Лешок. Тој се сметал за чистокрвен македонец и не се признавал ни како бугарин, ни како србин. Целото негово семејство било полно со такви, како и тој, селани, кои на своето национално потекло гледале со очите на својот игумен. Во средината на 90-тите години бугарско-српската агитација го достигнала својот врв, 1890 и некоја, мислам. Да. Па бугарите решиле да ги употребат сите усилби и сите средства за побугарување на тетовската каза. Првата цел се разбира бил Лешочкиот манастир и тука дошле бугарските агитатори за да го убедат отец Езекил да се признае себе си и верниците за бугари. Ни совети, ни поголеми парични понуди, ни застрашувања не помогнале. Отец Езекил останувал неумолив, се откажал од какви да е преговори и гласно ги разобличил агитаторите. Откако го потрошиле сето свое красноречие, агитаторите се оддалечиле со клетви и му порачале на еден од своите членови да сврши со Езекил. Последниот потоа бил зверски убиен, а бугарите за да го остранат од себе сомнението, го погребале со свечености и му поставиле великолепен гроб со соодветен бугарски надпис. Оваа верзија јас ја слушнав од мощне голем број турци, руси, срби во Тетово и Скопје. Сите раскази малку се разликуваат еден од друг, а овој што го раскажав е составен според кажувањата на турчинот Халил Ефенди Драгоман на Кајмакамот. Ете, овде многу сликовито е прикажано што се случува со пропагандата. Значи, дури и кога ќе го убијат човека, после му прават метани, така си покријат. И спомен плоча дека е бугарин и така натаму. Значи, тоа е навистина неверојатно. На следната страница може гледачите да ја видат на 423-та страница. Добро. Книгата, добро. Насловната страница и дали може Ето сме. Аха, ова е на Ритих книгата. Да, на Ритих книгата. Низ Балканот. Да, а ова е 909 издадена, а инаку 901 бил во Лешок. 901, да. Добро, значи неколку години по убиството на Езекил. Тоа е после 3 години. И подолу е страницата каде што... Извин само, низ Србија и Бугарија, низ Македонија пишува лето од 1901 година. Издадена во Санкт Петербург 1909. Еве ја страницата. Оди долу да видите кај што е поцртано отец Езекил и долу во реченицата. Он читал себе, тој се сметал себе си за чистокрвен македонец и не се признавал, не сметал за себе дека е бугарин, ниту србин. Ете, тоа е оригиналната страница на оваа книга од Петар Ритих. Треба да индексираат во лондонската архива, да кренеме малку процент. Да, така. Ако ја имаат. Значи, тие само оние книги што ги поседуваат, нив може да ги индексираат. Добро. Одиме на 424-та страница, да прочитаме нешто од шпанскиот вестник El País. Овој ден се излегува инаку, да знаеш. El País е државата, така. 1901 година, вестник El País, Шпанија. Денес храбрите македонци, прогонувани од Грчкото кралство, креваат и се борат против своите угнетувачи. Грција се здружи со Абдул Хамид, тоа е султанот, се уште изволкан од крвта на своите деца, за да му предаде со врзани раце и нозе убици од Македонскиот револуционерен комитет. И подолу, посликата продолжува. Грци, пријатели мои, кралот направи пакт со турскиот султан. Вие збратимете се до храбрите македонски бунтовници. Знаете дека тие што умираат борејки се против турците, се борат и умираат за цивилизацијата, за човештвото, за слободата. Крвта што ќе ја пролеете борејки се на страната од македонците. Тоа се прикажано на горната оваа слика, слика. Инаку ова е точно,
значи грците за време и после Илинденското востание целосно соработувале со османлиските власти. Го има и датумот, 27 март 1901 година. Така е. Грчките владики на теренот и оние андартите така натаму, не само што ги убивале цивилите, туку ги целосно сите информации ги што ќе добијат за Македонската револуционерна организација ги предавале на османлиските власти. Значи Грчката црква била целосен најголем сојузник во борбата против македонците. Сега јас да бидам еден овдека адвокат на ѓаволот. Ова да ти го гледа овој документ бугарски научник ќе рече добро, пишува Ребелдес Macedonios, ама тој е географски поим. А тоа не важи ако пишува бугар, тоа што не е географски поим. Да. Туку тоа е веќе етноним, тоа е веќе име на народ. Па тоа е. Отприлика, ја знаеме та, да речем, матрица. Знаеш дека не гледаат во Софија, да ги поздравиме сите кои што не гледаат. Мерси. Представљани, голямо удоволствие, че сте со нас. Одиме понатаму, Бране, и гледајте, ќе научите доста работи. 425-та страница, Никола Петров Русински. Никола Петров Русински, 901 година. Ние сме синови на една... Не, подолу, за Гоце Делчев, тоа го читавме. Ама се залета. Да, подолу, 901. Гоце Делчев беше божествено олицетворение на учесниците во ВМРО. Него природата го беше создала само за водач на едно револуционерно движење како што беше македонското во неговото време. Нашиот велик апостол Гоце рече: слободата на Македонија ќе изгрее од самостојната борба на македонците. Мора да лаже овој Русински, не е можно Гоце да зборува вакви работи, а? Па, изгледа. Кај сегова најдолната мам ги поздрави пријателиве, добрите соседи, сега ќе им се налутат вака. Ќе го земат пак писмото од Малешевски. Да се надеваме дека нема да ни се лутат. Да, се разбира, нема зошто едноставно. Читаме патем на таа тема, знаеш за жал. И многу од овие документи не се пристапни. Мислам, не многу, најголемиот дел. Не ги виделе, учеле друга историја. Да. Ние ова го правиме за навистина да видат што ние поседуваме. Пошто Драги Ѓоргиев исто не ги знае овие работи, нити па сака да ги знае. Па, еве, например, Дамјан Груев во училиштата во Србија е Дамјан Груиќ. А не го споменуваат него. Дамјан Груиќ. Да. Сега, например, не дај Боже, некој вака, како нашиот колега, да констатира дека нели го пишувал од Гоце Делчев во училиште. Неспорно е дека го пишувало. И сега треба, а рековме по делата треба да ги оценуваме луѓето. Па и по нивните зборови, еве Русински го цитира. Така, веројатно знае Русински што Гоце рекол, бидејќи така што навистина е современик него. Навистина тоа се кога се употребуваат такви аргументи во наводници. Што мислиш, дали е само комплексна пониска вредност? Штета на себе си. Дали е комплексна пониска вредност или е агенда или е комбинација на двете или е може би едно и друго и трето. Знаете, кога се издвојуваат толкави пари за една комисија, тоа веќе тоа е тежина за неа. Ја губи научноста во себе. Затоа што парите еве за ќе откриеме на јавноста. Ако тие земаат, не знам, пример, вкупно збирна 80.000 евра, Бране Светозаревиќ за гостувањата во оваа емисија 80 денари за кафе немам јас потрошено се вкупно. Не е за фалење, ќе си надокнадам 80 кебапи во некоја следна прилика, но ти си сведок се шегата на страна. Ти си сведок колку луѓе се обединија позади оваа книга. Така е. Позади ова што го правиш, што го правиме во емисијата, па се приклучија се повеќе и повеќе луѓе. И колкава е таа мрежа, која што неуморно, секојдневно имаме една група на една комуникацијска мрежа и секој предонесува на собствен начин, Методија, например, истражува архиви, Злата истражува архиви, сите луѓе таму Предраки, како од цел свет се. Од цел свет? Да. Од љубов. Од љубов. Од идеологија. Ништо друго нема тука. Нема ништо друго. Тоа е чиста љубов. И затоа има и резултати. Значи, ако сте историчари си прифатил дебели хонора, под дебели, да ти кажам само сега, ловам Грчката историска комисија, Алфа упати барање до МНР да даде информации, МНР не одговори нормално, мора да чекаме 3 недели, ми се чини за да вложиме жалба, накрај ќе ги добиеме, но со одложено дејство не е важно.
Во Грчката хонорарите на некои од членовите се 77-80 илјади денари, во Бугарската комисија нешто пониски, но секој месец земаат пари. А и овие барем со бугарите нешто работат, мислам во големи наводници, но одат на состаноци и прават нешто. Овие Грчкава комисија, прашање е дали со години се има сретнато. Хонорарите се редовни. И таму има исто пола историчар, другите членови се слободни уметници, но кога владат и формира такво тело, тоа има политичка мисија, без оглед што и во Бугарската има двајца се историчари, Драги и Петар. Да. Другите се нешто етнолози. Изгледа уште еден сега. Океанолог може да има некој експерт за мали жолти мрави. Немам ништо против лично, меѓутоа, видите, значи не може ни Бране таму да биде. Да не мисли некој Бране погрешно. сам може во таму која да биде. смисла? Сам може Бране таму да биде. Дека треба, ако се прави некоја комисија, прво таа не сме да се ограничува временски. Веднаш е тоа притисок. Тоа е наука. Втора работа... Тоа е како во кај беше тој 95-та мировниот договор во Дејтон? Да, Дејтон, кај што ги пикнеа во... Ке ве заклучиме, дури не најдете решение. Тоа е. Тука нема наука. Да, за жал тоа е. Од прилика да, така си и нашите сега, комисии. ако веќе треба таква комисија, значи која нема да се ограничи со време, да работи, тука треба екипи да работат. Прво, треба да се регрутираат од овие, како се вика, од фелат, историската фела, да регрутираат, например, за среден век, тројца, четворица. Да. Ако е навистина Значи, целта да го протресиме тој период, според делата. Да. Па за нов век, за најнов век и така натаму. Значи, има како да се изберат тие членови. А вака, каде што имаме некои периоди каде што воопшто не се покриени. И да, среден век нема медиевист таму меѓу нив. Нити Митко Панов го консултирале, нити па еве Стојков. Ако некој ја знае историјата на Македонија и Бугарија во средниот век, Стојков е човекот, нели тоа? Не оди подалеку, го имаш тука. Имаме луѓе од среден век кои се многу способни. Митко Панов да го спомнеме и така натаму, имаме и други. Имаме тука треба и овие што се од среден век и јазичарите и така. Ова дигресија ја направив чисто за да даваме малци и современ контекст на сите случувања. Зошто ова не е наш аргумент на тие разговори и зошто дури и да би било, ради политичкиот наратив во кој што функционираат тие комисии, знаеме како ќе заврши. И затоа, нели, по овој начин по кој што функционираат, јас сметам дека треба да престанат да функционираат. Застанавме кај Никола Русински, кој го цитира Гоце Делчев. Под него е кој вели дека самостојната борба на македонците. Така е. Свештеникот од Башиноселската црква Свети Никола. Еве интересен случај, каде што свештеникот морал да биде свештеник на некој од црквите. Добро. И во овој случај се работи за екзархиски свештеник, но да видиме кога го прашале патеписците што е всушност и така натаму, да видите како тој реагирал. 901 година свештеникот од црквата Свети Никола во Башино село. Рано идната изутрина се упативме со пајтон кон Башино село, што се наоѓа на 3 врсти северно од Велес. Србите посебно настојуваа на ова патување, бидејќи таму ќе најдеме според нив јасни етнографски траги на србите. Си барале луѓето, ова е периодот на пропагандите. Такви јасни траги на србизмот имаше не многу, но затоа пак во Башино село ние имавме куриозитетен разговор со бугарскиот свештеник на црквата Свети Никола. На крајот, искористувајќи момент кога свештеникот не беше зафатен, ние го седнавме до нас и почнавме да го распрашуваме за местните интереси и за расправијата меѓу србите и бугарите. Свештеникот сето време препрашуваше и одговараше едносложно. Најљубопитен и многу значаен одговор беше дека тој е чист македонец, домородец од Башино село и не знае да говори ни бугарски, ни српски, туку само македонски. Ете тоа. Инаку не сум го... Станоевски, 1215 референца гледам. Да. Гледав од кај е... Да. Кој го истражува? Тој цитира руски месечини патеписи. Извори да патеписи. Да. И тој дури попот таму има, јас сум го скратил тука текстот,
кога почнале за тоа да го прашуваат, им рекол, ај влезите во црква, да не слуша никој. И таму им рекол, ова им го кажа. Да, символика на интимата во црквата пред Бога. И така. Така што, еве, еден пример, кога гледаме туѓи документи, тие се водат некаде бугари, некаде срби, некаде грци, затоа што така морало да биде, ама кога е тоа интимно прашање, еве го одговорат. Дека е чист македонец, дека не разбира српски и бугарски и дека зборува само македонски јазик. Одиме понатаму? На истата страница New York Times долу. Аха, New York Times. Да. Добро. 901 година, сакаш да не шеташ, разбирам се, малце преку барата да одиме. Една порака од Константинопол наведува масовни стрелања на македонци, вклучувајќи и жени. 24 лица биле погубени во Монастир, односно Битола, 14 во Берија, односно Бер, 18 во Ијатинк, ова непознато е, 18 во Серес, односно Сер, и 29 во Ускуп, односно Скопје. Ова е една слика на состојбите во Македонија пред востанието и само ја дополнува сликата за тежината во која се наоѓал македонскиот народ. Оние обрачи што ги спомнавме во минатата емисија, се сеќаваш? Обрачот, едниот е од османлиските власти, вториот обрач е од пропагандите, а третиот е оној од големите сили кои исто така немале никакви интереси во тој момент да се создава некаква автономна Македонија. И не само што не ги поддржуваат, туку ги спречуваат, им се закануваат на Македонската револуционерна организација дека ќе застанат отворено на страната на османлиската држава. Нешто што па и бугарите го направиле баш за Илинденско да, интересно сега вчера читав едно сеќавање од Туше Дели Иванов, тој е соборец во четата на Гоце Делчев. Добро. И се зачудив, јас тој податок не сум го знал. Тоа не значи дека не го знаела македонската историографија. Напротив, Митко Зафировски е автор на тоа, еден голем македонец. Тој вели дека кога ги добиле парите за Мистон, тоа некои 250.000 ливијади, или како беше во денешни пари, $1,000,000. Тоа се милиони. И вика, од парите што купивме оружјето и неколку тони барут, вика, ни ги заплени бугарската царина. Ете ја помошта од Бугарија. Значи, и само ни останаа 100 пиштоли, не знам што таму. Значи, тоа го кажува Дели Иванов. Значи, ете ја помошта на Бугарија и на соседните држави. Многу има и сме ги зборували во емисијата, има и нови документи кои што се откриваат, ама кога ќе дојде време. Значи и нивното што го заработиле на некој начин, и тоа им го зеле, а не да им се помогне. Кога ќе се осмелат овие да зборуваат за Гоце Делчев во историските комисии, може да направиме една посебна емисија наменски. Да, може и тоа да направиме сигурно. Добро. Одиме следно каде? На истата страница Македонски клуб Белград. 902 година Македонски клуб Белград вели: со создавањето автономна Македонија, со оглед на неутрална Балканска федерација од Србија, Бугарија, Црна Гора и Македонија, не ќе има причини за страв дека македонците ќе кревале револуции. Нашиот вестник војува единствено за ослободување на Македонија и ги штити интересите на македонците, каде и да се, што тие и самите го прифатија и го помагаат. Значи, се надевале дека преку една Балканска федерација македонците ќе успеат ова е фактички обид на нашите во Белград, обид на нашите во Белград, кои се повеќе биле под притисок на тамошните власти и тие вестници брзо и се укинуваат, но останале овие сведоштва. Да не заборавиме дека и во ултиматумно на балканските држави кон Османлиската империја стои автономна Македонија. Но само што влегле со војските, тие веќе меѓу себе се завојувале како она што вика мршојаци врз мрша. Знаеле тие што ќе направат, ама тргнале политички со
Еден муабет народски кажано, знаеки што така е е, тоа позади бил јаголот. изговор. Да. Точно така. А тоа станале свесни и македонските револуционери, затоа не се надевале многу на тоа, иако го промовирале, би било добро. Меѓутоа, тоа добро останало само кај некои, да речеме, прогресивни бугари и срби кои декларативно само ја прифатиле таа работа, но не можеле да влијаат врз состојбите кои следат. Навистина на многу специфично место од планетава Земја живееме, бране. Размислував, дури го зборуваш ова, нели повторно некоја идеја имало за као федерација и во таа преку федерација, значи да се обедина неколку различни entiteti и секој да си го најде тука својот мир. И тоа овде имало такви обиди бројни, еве низ минатото, ако сакаш внатрешно политички, па денес тоа го викаме, не знам, да правиме широки влади, да правиме, не знам. И си викам, дали на други места во светот колку уствари различни entiteti се обединувале за да направат, да формираат нација или да направат држава и зошто овдека стално различностите другите ги злоупотребувале за поделби, а гледаш тука луѓето сакале обединување. Не знам, Југославија памтиш подобро од мене, но веројатно е исто еден добар пример за еден таков обид кој што завршил. Да, за жал. Ние некако југословенските народи сме за братство, ама не за единство. Вака си се сакаме. Особено преку една земја. Да, ама да. Хрватите преку една земја, за нас би рекле македонци, брача. Малку тоа ни е... Сигурно србите и словенците имаат исто. Не можеме ние, балканците, никако да го достигнеме нивото на скандинавците и на балтичките држави, кои меѓу себе, иако имале во минатото... Со кожи, со воздогани... Така е. А сега се најголеми сојузници меѓу себе. Да. Дури на Евровизија се помагаат. На лето Евровизија, знаеш дека имаше... Зборувам за банални работи. Имаше еден планински врв кој што или Финска на Шведска и го отстапи или обратно. Да, тоа е... Размена на територија. Еве, добро, земете го. Или Чешка и Словачка, гледате, например, таму има села низ кој поминува границата и тоа никој не го забележува дека има граница. Да, ти се уште функционираат како... Си функционираат. Да не бидеме вака сега погрешно разбрани, меѓутоа ни треба уште неколку генерации. Веројатно. Најмалку на развој на свеста на нас балканците, да се малку да се испочитуваме меѓу себе. Тоа е реалност, не се треба го зборуваме тоа за да дојдеме до. Не може тоа унасилено да се направи со договори некакви. Договор за пријателство. Како јас и ти имаме договор, потпишуваме да сме пријатели. Него се почитуваме, си се сакаме, си се толерираме. Тоа мора да дојде со свеста, не може да така. После не треба никаков договор. Апсолутно се слагам. Добро, одиме понатаму. 430-та страница. Добро. Весник Свет, Србија. Весник Свет, Србија. 902 година, несомнено, сегашното македонско движење е широко и има поорганизиран карактер од предходните, зашто порано во Македонија действуваа само две партии и денес, ама српската и бугарската. Добро, ова не е вака денес, фала Богу. Сега пак се појави нова македонска партија, извонредно активна и подвижна. Зборуваат за ВМРО. За ВМРО, за организацијата. Одиме сега долу 902 на истата страница, инструкција од српската влада до српските дипломати. Ова е сигурно депеша тајна која што нешто интересно ќе ни открие. Одлично. Инструкција од српската влада до српските дипломати. Истакнувајќи ја автономијата на Македонија како еден модус за праведно решавање на македонското прашање, бугарите сакаат да ги изиграат македонците, на кои им се представуваат како застапници за нивната сакана идеја, а нас србите сакаат да не излажат на заеднички чекор во корист на автономна Македонија. Оваа неискреност ја констатираа и интелигентните македонци, кои поради тоа зазедоа резервиран став по ова прашање. За да можеме од оваа ситуација да излечеме некаква корист, би било многу корисно да се направи познанство со угледни представници на оваа фракција, пред кои во пријателски разговори бисте го образложиле решавањето на македонското прашање според циркуларот број 1109/1902 година. Од овој документ заклучуваме дека
Србија на теренот во Македонија веќе силно констатира, нели и преку весникот, дека се работи за посебно силно движење кое има јасна цел. И ги презрива, ги чита меѓу редови во однос на бугарската пропаганда и наративите. И сега во таа тајна дипломатска кореспонденција се даваат инструкции како понатаму. Значи, тие веќе ја признаваат таа состојба дека постои. Така. Затоа што нели едни на други префрлуваат, вие ги измисливте македонците, вие ги измисливте македонците. А сега тука гледаме дека сега се помирени и сега мора нешто друго да се прави, затоа што веќе имаме сосема нова ситуација која е јасна и пошироко. На следната страница многу цитирани од Стојан Новаковиќ во и кај нас и кај бугарската историографија, нели прво обвинетиот за создавање на македонски сепаратизам. Новаковиќ измислил македонизмот, нели? Сега нека се договорат дали Тито ги измислил или Стојан Новаковиќ пред 50 години пред Тито. Има доста работи за договарање. Да, затоа што и тоа е контрадикторно. Но сега овде веќе можеби Тито е Стојан Новаковиќ како патник низ само да потсетам, Стојан Новаковиќ се обиде да направи буквар, македонски буквар се вика, во кој вметнал некакви српски зборови за да го приближи до српскиот јазик. Меѓутоа забораваат да кажат дека 20 години претходно истото тоа го направил и Петко Рачов Славејков, со тоа што со неговата екипа се обидел да направи весник со македонско наречје во кој ќе има и бугарски зборови. Значи, методите се исти. Да. Принцип се точно, све со останали нюанси, да. И кога имавме емисијата за пропагандите, и затоа тие меѓусебни обвинувања србите кон бугарите дека бугарите измислиле македонци зинет од србите и обратно, што обратното и до ден денес функционира, се фасцинантни, ако не беа толку трагични на моменти да преизвикуваат бројни жртви. И денес, сега да искористам се сетив на нешто. Стојан да го читаме? Ќе го читаме само ова на гледачите само да им посочам дека имам грешка една. Сега се сетив на 263-та страница во вториот пасус каде што подсетувам на ова што го правеле нели Стојан Новаковиќ и Петко Славејков. Добро. И таму меѓу останатото пишува специјална задача на комисијата, значи направиле комисија. Да, добро. Што би овозможила полесен продор на бугарската пропаганда во Македонија, како што по известен период истото ќе го направи. Да, сега само претходно изгледа беше тоа е бугарското читалиште од Цариград и тука некаде се спомнува дека направиле бугарски учебници на бугарско наречје, не на бугарско, туку на македонско наречје. Тоа ми е грешка да не ги буни читателите. Во новите изданија, ќе си се коригира. Се враќаме Се враќаме на 431 страница. Сега Стојан Новаковиќ не е оно истиот што е од 80-тите години. Кога се обидува... Ја прифатил реалноста, тоа се обидувал да ги привлече. Да видиме што кажува во неговата книга. Само да видим каде е напишано. Дипломатски архив, политичко оделење. Значи ова е негова 1233, да. Ова е негов извештај во ова е дипломатски архив на Кралството Србија, 22 септември 1902. Да. Значи ова не го објавил, туку го напишал како српски амбасадор во Цариград. Така, да, за да може да се направат вистински проценки. Добро. Сега амбасадорот Стојан да видиме сега. Сега да видиме како тој коментира за македонскиот. Тој вели: македонскиот сепаратизам се стреми кон посебно политичко и културно организирање на Македонија, независно од културниот и политичкиот центар и во Софија и во Белград. Во случај Македонија да добие некакви автономни права. Тие мислат дека со нив треба да се оди до отцепување на црквата од бугарската екзархија во Цариград
и организирање посебна црковна управа под заштита на Цариградската црква и подигнување на македонскиот дијалект во државна и литературна употреба со фонетски правопис, за да се избегне употребата на бугарскиот јазик. Врз тие три основи, врз посебна црква, врз посебен јазик и врз посебна автономна организација под заштита на султанот и патриархот, би се засновала идната автономна организација на Македонија. За да се подготви ова, се врши агитација во таа смисла меѓу македонците. Темелите на државата. Ете, и тоа го кажува амбасадор во своја депеша. Да. Извештај, еден од негаторите. Тој јавно може да негира, ама ова му е писмо дипломатско. Овде мора да е искрен кон министерот за надворешни работи, за да се направи проценка. И затоа не е случајни овие насоки што ги дава, затоа ги поврзав. Значи, насоките, инструкциите што ги дава, тоа е врз основа на извештаите. Но и јавноста во Србија се запознава преку вестниците дека македонците не сакаат ни со едните ни со другите. Тоа е, мислам дека појасно не може да биде. Апсолутно. Одиме веднаш под него, вестник Македонија, исто што се издавал во Србија. Да видиме во истиот период што пишува. 902 година вестник Македонија Србија. Вели, токму во времето кога на НСЛ, Нова слободна преса, во е вестник неверојатно, и е пишано од Белград дека покрај другите заинтересирани влади и српската влада барала реформи во Стара Србија, дека токму во тој ден во Белград, во редакцијата на Балкански гласник, тајно бил подготвен еден меморандум од името на македонците, иако овие тоа не го знаеа, за да им се испрати на силите, подписнички на Берлинскиот договор, во кој што се тврдело дека Македонија е посебна земја, која ни етнографски, ниту ни географски не и припаѓа на Србија, и дека македонците не се ни од српска, ни од бугарска народност. Па според тоа и македонците што живеат во Србија, во согласност со оние што живеат во Бугарија, бараат автономија на Македонија. Според едни, испраќањето на овој меморандум е спречено, а други мислат дека меморандумот е испратен и дека наскоро Акимов ќе отпатува за и усно да и го протолкува меморандумот на една држава. Значи, ете, таа борба продолжува и понатаму и се обидуваат македонците да продрат до големите сили за да се каже вистината. Не можеме да сетам, има ли од Бугарија вакви некои слични извори за засебноста, се разбира, дури и Славејков, кој што го спомнавме, се жали од таму македонците кои што тврдат дека биле на Александра и Филипа, а не биле бугари, меѓутоа некој можда е интересно да се дојде до депешите на бугарски дипломати, за да видиме како тие. Да, интересно е само што ние тоа што го бараме не секогаш го добиваме во архивите во Бугарија, но еве имаме јавни признанија и преку вестниците, каде што веќе не можеле да ја кридат, а во вестниците се гледа дека вели покрај тоа што криевме, еве излезе најаве дека македонците всушност си тераат под свое. Се разбира, ние читавме и документи за пропагандни активности, колку милиони, нели тоа се документи од Бугарија. Колку милиони левови се издвојувале за пропагандни дејности, за подкуп на свештеници, на учители, на агенти, на функционери османлиски и така натаму. На 438 страница, вестник Право. Сега зошто одиме паралелно? Да видиме што се случува се. Вестникот Право се издава, се печати во Бугарија, а се дели во Македонија. Добро. А вестникот Право е под контрола на Гоце Делчев, преку неговите оние што ги споменувавме порано пунктови началници. Никола Зографов и така натаму. Да видиме што во исто време, значи паралелно ова што се одвива во Србија, што се случува на теренот на Македонија, што Гоце Делчев како вестник печати што има и што се дели на македонците. Океј, односно која пропаганда ја шири Гоце Делчев. Тоа едно по друго прочитајќи. Внатрешната револуционерна организација ќе му даде на секој да разбере дека работи за единство и независноста на Македонија како слободна држава на Балканскиот полуостров.
таа организација давала и во иднина ќе дава докази дека не е агент на ниту една од соседните држави, туку агент само на македонската слобода и независност. Со таквите докази таа постепено ќе ги отстранува племенските разлики во Македонија и ќе го организира идниот, ако и разнобоен, но способен да се самоуправува мирно и тивко македонски народ. Внатрешната револуционерна организација не може и не треба да се солидаризира со погледите на патриоти надвор од сферата на Македонија, зашто таа не може и не треба да го смета македонскиот народ за кал од кој може да се прави денес едно, утре друго, без да се плаши дека ќе се претвори во пепел и прав. Ете, и овие сознанија ги... Ракописот на Гоце така личи. И српските власти ги имаат овие сознанија. Тие доаѓаат до овие весници. И им е сосема јасно дека Македонската револуционерна организација на чело со Гоце Делчев граби самостојно. Оди напред и не случајни се сите овие претходно што ги прочитавме. Се разбира дека ние овие документи од Србија успеавме да ги земеме додека бевме заедно во државата, така што Инаку прашање, и кога имало интерес да се поддржува нашата посебност во рамки на Југославија. Сосема доволно затоа што Гоце Делчев посмртните останки негови немаше теорија да ги земеме, да не беа такви околности. Ако не беа со Бугарија околностите такви, кога Бугарија реално ја призна македонската автономија во Бугарија. Сега одиме на 446-та страница. Добро. Ова и линденскиот, бидејќи читавме доста од тоа, па одиме понатаму. Вториот документ, раководителите на комитетот од Костор до владиката Германос Каравангелис, сакам да нагласам, се работи за владика, можеби најкрвавиот владика. Давал огромни пари за да се предадат македонските војводи на османлиската. Тука е оној познат предавник Коте, кој добива за главата на еден лерински војвода грст златници. Така што, а тој е всушност и оној кој отворено, значи, работи и во востанието против самото востание. Па да видиме што имаме. Ова е, значи, комитетот сега на ВМРО од Костор до владиката Германос Каравангелис. Многу малку се зборува и за дека и востанието е расширено и натака. Тоа било, таму било во Косторско биле и најголемите борби. А тоа таму имаме и две градчиња, значи дури јас не сум го учел историја во... Да, така е, Невеска и Клисура. Не е само Крушево. И таму има огромни жртви, значи во Илинденското востание и многу големи борби. Ајде да видиме што му препорачува. Раководителите на комитетот од Костур до влади, за да објасниме ова, кажав кој е комитетот во Костур. Ова е на 5 јануари, уште не е почнато востанието. 5 јануари. Гледате дека цела Европа е со нас, дека секој се обидува да му помогне и секој му помага со се што може на напатениот наш македонски народ. Така од далечниот Сибир и од другите националности му се пружи помош на поробениот македонец. И од сите страни на светот се слушаше да и се дадат правата на Македонија. А вие несрекници, само вие останавте сојузници на гнилата Османлиска империја, која ги измеша своите подли планови и не знае кој пат да го фати. Се уште се надевате дека ќе ја задржите Турција, создадена од лепрозни војници во селата. Уште се надевате дека ќе се изгуби континуитетот или дека ќе не исплашите со нив. И им се заканувате на некои села да формираат војска. Уште ли се надевате, заедно со вашите предавници, дека ќе уживате на она за кое копнеете? Ова го објавуваат грчки историчари, Ѓоргос Пецијадис, Јоанис Драгомине, та тетрадија тој Инлинтен. Ова е фактички, ние како македонски научници нема никакви шанси да допреме до овие документи, но има во последно време доста грчки историчари кои се охрабруваат и објавуваат документи кои се повеќе и повеќе ја покажуваат ова наша... Да подсетиме, овде се уште Егејска Македонија, далеку од
дофатот на Грција, мислам далеку, 10 години. Така е, да, точно. Но дека веројатно... Да, тие само уфрлуваат андарски чети и кои на теренот прават многу злостарства. А на теренот е само владиците и свештениците грчки се, затоа што тие биле званично во Османлиската империја. Тоа е званична и Османлиска црква со векови. Се формира грчката држава 1800... Се до притисокот на Русија кога е формирана екзархијата. Така е. Значи, до тогаш за сите православни во Османлиската империја е една црква. Фактички ова е ситуација, опис на теренот, битка за Егејска Македонија, кај што нашите војводи викаат, уште ли вие со турците ке сте, цел свет не поддржува, а тие не се со турците, тие гледаат свој интерес, тие сакаат да ја приграбат, што и се случува во 913 година за прв пат во историјата. Точно. Сега, например, на следната страница се сеќаваш дека зборувавме за притисокот на Русија врз Абдул Хамид да не го споменува името Македонија. Значи да се избрише сеќавањето за Македонија. Така е. Еве го сега за наша голема... Бојан Маричич не го дозволуваше како министер за правда во невладина организација и изгуби на суд. Фала Богу. Добро и за тоа да се подсетиме. Нека просто наследниците на султанот за споредбата со Бојан Маричич. Така е. Султанот Абдул Хамид ова го прави под притисок на Русија. 903 година, 7 април. Веќе, за среќа, најдовме дека притисокот што го имал, веќе го спровел. И е откриено ова писмо до Битолскиот вилет што е испратено. А сигурно дека и до Скопскиот и Солунскиот има, но еве доволно е ова да видиме што зборува во него. 7 април 1903 година. Со високата наредба и неговото величество султанот се известува од сега па натаму во преставките и соопштенијата поврзани со работите на царските вилаети на Румелија. Категорично се забранува терминот Македонија, која што се споменува како локално име. Следниот документ, односно весник Evening News Австралија, добро. Сега од Цариград одиме во Австралија. 903 година весник Evening News Австралија. Македонците во Софија, во заграда Бугарија, добро, вчера одржале панихида за една група од 24 македонци кои под водство на двајца бугарски офицери, резервисти, биле исечени на парчиња во карбинци, во близина на Штип, од страна на припадниците на башибозукот и други трупи. Црквата била преполна и во својот проповед свештеникот ги воспеал паднатите. Говорниците пред толпата народ собрана надвор од црквата го пофалиле примерот на паднатите македонци. Значи ги разликува бугарите од македонците. На следната страница 448 New York Times. Еве една сликата интересна, американскиот магазин за жени. Калифорнија Ladies магазин 1903 година. Еве мода. Модно списание. Висока мода, да. Ова лево пишува бугарски дами, бугарски жени, десно македонски жени. Значи и во модата не разликувале. И во модата не разликувале, да, и во носиите. Ова Тито бил уредник, излеи на Калифорнија Ladies магазин. Личи тоа на стариот. Како вундеркинд, тогаш имал 10 години. Да. Океј, одиме New York Times истата година. Во Салоника, во Солун е прогласена опсадна состојба. Постои наредба за вонредни мерки на предпазливост на секаде во империјата, бидејќи се предпоставува дека би можеле да се појават обиди за анархистички злодела во Константинопол и на секаде слични на оние во Салоника. Поттикнато е најголемо негодување. Акцијата на Македонскиот комитет во насочување на напади врз странскиот имот очигледно била со цел интервенција на силите за солунските атентатори зборуваат, така. Постои стравување дека злоделата би можеле да доведат до масакри врз македонците и бугарите од страна на муслиманите, кои се во состојба на опасна вознемиреност. Трезорот на Отоманската банка, која била разнесена, е безбеден. Ете и тука се издвојуваат... Башка. Да, така. На следната страница Living Age, весникот, долу. Може тоа да го Living Age, Америка. Пред 11 години беше формирана силна партија во трите провинции на Ускуп, односно Скопје, Косовски вилает, Солун
и монастир, битолски вилает, чии членови, оддалечувајќи се и од србите, и од бугарите, од кои што беа напуштени сами на себе, испишаа на нивното знаме Македонија на македонците. Ова го читаме за да знаат Скопје, Солун, Битола, публиката дека географија. и во Америка и во Австралија и врапците таму знаеле дека Македонија на Македонија. Македонија, односно дека македонците се посебен народ. 453-та страница. Добро. Ова се измеѓу сите што си имате книгата, ке си го прочитате. Да. Ке испрашуваме нареден час, а сите кои што си ја немате, Ефтим Спространов, Охриѓанец тој тој е Охриѓанец, меѓутоа е контраверзна личност. Соработува има во и такви личности. и со едните и со другите. Дводомен или тродомен? Па за сега дводомен колку што знам, ама но да видиме низ неговиот извештај кој го пишува до премиерот Рачо Петров. Добро. Му ја опишува состојбата, значи ова не е многу далеку од она што го читавме претходно, 903-та, Добро. околу македонската национална свест И Ефтим Спространов да. да пишува писмо до премиерот на Бугарија. Вели, за жал, кон македонските националисти во последно време почнаа да се придружуваат и луѓето на организацијата. Ако од тој аспект погледнете на проблемот, ако ја земете организационата и ударната сила на организацијата во служба на македонското национално движење, дури тогаш во вистинска светлина се јавува опасноста за бугарското дело во Македонија. Со сигурност знам, сега кодоши овде со граѓанинов. Со сигурност знам дека кон македонските националисти се придружија и македонските револуционери Димитар Мирашчиев, војводата и четникот Јордан Ангелов. По се изгледа наскоро ќе им се приклучат и некои од лидерите на организацијата. Сега следниот документ. Бисак, исто Ефтим Спространов, вели, исто 903 година, исто е во Рачо Петров. Ова само да видам. Ова подолгичко, 1304. Ова е... Не, во својот дневник. Да, добро. Блажо Ристовски ова го извел. Добро. Ама најверојатно, да, во дневникот е тоа, да. Би сакал Македонија да биде исцело присоединета кон Бугарија, но сум свесен дека во сегашниве услови тоа не може да биде. Затоа во моментов сум приврзан кон идејата за нејзина политичка автономија. Го знам и тоа, господин председател, дека една автономна... Сепак на Рачов, на председател на владата. Да. И не дека не знаеле бугарите што се случува, нели? И србите. Го знам и тоа, господин председател, дека една автономна Македонија со текот на времето неминовно ќе се развие во македонска национална држава. Национална држава. За секогаш ќе биде загубена за Бугарија. Пишувајќи ви ги мои велични сваќања за иднината на мојата татковина Македонија, ги имам предвид големите опасности што се кријат во сепаратистичкото национално движење меѓу дел од македонската интелигенција, кој што зад себе влече и македонски народни маси, особено во југозападниот дел на Македонија, со центар во Охрид, Ресен, Еве, ова е еден од документите што се наоѓа во бугарските архиви. Ако при тоа, ма тоа ради автономијата, као демек преодно решение или алтернативно решение. Мајке го прокоментираме да го дочитам. Да. Ако при тоа додадам, вели Спространов, дека пропагаторите на македонскиот сепаратизам се зафатиле мощне студиозно и со ентузијазам да печатат книги, речници, читанки, историски учебници и граматика на македонски јазик, тогаш можете да ја сватите по реална опасноста за бугарштината во Македонија. Не те подсетува ова исти извештај ги има и кај србите. Точно така. Точно така. Предупредуваат дека Точно се така. прават македонски учебници и граматика. Ево го тоа што ти го барав преска. Убеден сум дека за мошне кратко време, освен тенкиот слој македонската интелигенција школувана во бугарските училишта, народот ќе го отфрли бугарскиот јазик и ќе го прифати македонскиот, односно мајчиниот, мајче твое земјаче, бидејќи ќе нема потреба да го учи како што тоа со мака го прави со бугарскиот јазик и пак мајче твое. Принуден сум да признаам и самиот дека сепаратизмот што се шири во Македонија можеби во моментов е единствениот излез за мојата татковина. Значи, извини, те јаве сакам морам вам... Го слече дресот од Франција, Аргентина вака долу остана. Тоа го гледаме во денешница колку сакам. Ваквите забелешки
дека не сум служил честно на државата од која што сум примал плата, посебно ме жалости. Боже. Да, така е. Значи за парички си работел, си кодошел своите луѓе. Така. Работел на идејата дека и со ВМРО и се зближил и со Мисирков. И значи сега секаде добива информација. И сега овој платен шпион, добро платен, да. лека по лека, посебно бил ужален, зашто премиерот на Бугарија му пишал дека не служел честно. Да, му тежат парите сега. Вау, какво писмо, браво, браво. Колку што се однесува за моето пишување по списанијата и вестниците на македонско наречие. Тоа го правев со единствена цел да се приближам до сепаратистите за да можам поподробно да се запознам со нивната дејност. Ако при тоа резултатот од таквата моја дејност го оценувате како штетен за бугарското дело во Македонија, јас не сум виновен, бидејќи тие списанија и вестници ќе излегуваа на македонското наречие и без моите статии и творби, како што и сепаратистичкото движење и натаму ќе се шири, го сакале тоа ние или не. Ако од тој аспект погледнете на проблемот, ако ја земете организацијската и ударната сила на организацијата во служба на македонското национално движење, дури тогаш во вистинска светлина се јавува опасноста за бугарското дело во Македонија. Ваквиот развиток на настаните во врска со македонското национално движење не треба да ве чуди господин министер-председател, односно премиер. Бидејќи семето за политичка автономија на Македонија е фрлено многу одамна и тоа е лозинка на секој македонец. Овде Ептен станал ВМРО на крај на писмово. Изгледа уз Ракивче го пишал вака и се ослободувал од сите инхибиции, бране. Како логична, вели Спространов, како логична последица на таа политичка автономија, доаѓа и незиното комплетирање со национална и јазична автономија. Леле. Добро, мислам. Леле. Навистина, ако кажам нешто ќе Леле. намалам значењето на документот. Се е кажано овдека. И пропаганди, и платени пропагандисти, кодоши, шпиони, се обидувал да се доближи се. Накрај, видиш, како некојаш луѓе па и предумирање си признаваат сите. Ова не е рентген, не е скенер, ова е пет скен. Да, стварно. Накрај си признава, мора да ја каже човекот вистината. А овој па премиер на Бугарија му се лутил па што пишал на македонски јазик. Овој за да земе уште некоја рата, валјда пишува македонското наречие. Ама долу, Ще ми дадеш пари, ще се чинам българин. Така беше Славико? Тоа е, точно. Така не измаваше. Одиме понатаму. Имаме уште време? Имаме едно 15-20 минути. Одлично. Значи, ова беше 454 бевме сега. 458 страница. 458. Еле како ме отвори сега со охриѓанецот. Да, тука навистина она разголување. Се. Григор Начовиќ го читав, ми се чини еднаш, но добро рече, треба се повториме. Србин овој брат. Шом не иче, овој мора да е србин. И ослич е србин, рибата. Ослич, да. И сега, еве овде, например, го потврдува она што во претходните документи правевме компарација што се случува во Бугарија и Србија околу македонското прашање, како заземат позиции, како меѓу себе ги кажуваат работите онаки какви што се и така натаму. Добро. И затоа тој страв потоа од раѓењето на македонската нација, тоа значи и ослободување и формирање македонска држава, ги забрзало процесите за сојузништво меѓу србите, бугарите и грците да објават војна на Османлиската империја за да ја поделат Македонија. Тоа го потврдува и Александар Белич во една негова книга за Македонија и македонците, таа е друга книга од 913 година каде што ги опишува состојбите од првата Балканска војна. Признава дека вели таму ќе го најдеме и тоа дека фактички ние брзавме вика заради појавата на зголемениот македонски национализам. И просто триве држави не сакаат четврта голема држава тука, вика дека си ја поделиме ние меѓу себе. И истото тоа го потврдува и Карнегиевата комисија, која ние извештајот го објавивме, но го објавивме изгледа препишуван од бугарската верзија. Без неколку страни или една страна. Една страница, така што се зборува дека
дека постои македонска нација, дека имало опасност од создавање на независна држава Македонија. Добро бе, бивали... Таа е страна 93 во британската верзија, англиската верзија. Бивали бугарите да ја трнат таа страна и да Ама не, и нашиве ја препишале така, нашиве овде во Македонија. Браво. Ама благодарејќи на Бог да ги прости Ванчо и Александар Стојчев, големи историчари, наши македонски, воени историчари, кои го открија тоа, ние го имаме сега и тој оригиналот да. од Карнегиевата комисија. Ајде да видиме Григор Начовиќ. И уште една вечна дилема, ако Македонија била бугарска, зошто Бугарија се согласува да ја дели со другите? Тоа е, да, тоа е едно од прашањата, значи. Одиме, Григор Начовиќ, Бугарија, 1903 година. Македонците се стремат кон слободен живот, одделен од бугарите и кнежеството. Ще изчакате, драгички, да ви го означам това. Уште еднаш поздрав. Како што ние станавме против русите и сме против нивните завојувачки планови, така и македонците се против Санстефанска Бугарија. Тие сакаат македонска автономија. Ова секоја реченица бавно вака ми доаѓа да ја читам. Да. Каква полза ќе има портата од војна со Бугарија? Македонците и по војната пак си остануваат македонци. Ма мора да бил Србин овај Начовиќ. Па сигурно, ако побараме нешто можеме ќе најдеме. И по војната тие ќе продолжат со своите атентати во вилаетите со уште поголема сила. Дури и да допуштиме дека господството на султанот ќе се поврати за секогаш до Дунав, македонците пак ќе креваат своји востанија. Дали не е подобро да ги задоволите македонците? Направете реформи, дајте им една татковина, а тие тогаш ќе се оддалечат од Австрија и ќе станат наши и ваши пријатели, добри патриоти, готови да ја пролеат својата крв против Австрија, дури и против Бугарија. Ау. 470-та страница се одиме, малку скок. Зошто бе против Бугарија сака овој да не... Српско потекло. Да. Што е ова за македонските работи? Некој моден каталог? Да. Тоа белјата голема. Да. Како не ја запалија, како што сака. Да, само 10 примеровци останале, меѓутоа сега ја има во милиони. Да. Това е. Одиме. Под неја Јордан Ангелов. Го спомна предеска, ова е кодошениот од Спространов. Да. 1903 година, Јордан Ангелов, илинденец. А ево ги Димитар Мирашчиев. Така е. Да. Другиот кодошен од Спространов. Димитар Мирашчиев се зближи со Мисирков и обајцата се согласија кон политичкиот автономен принцип за слободата на Македонија, да се додаде националната и јазична автономија, преку започнување на издавање книги и весници на чист македонски јазик. Те прекунувам Ајде, уште еднаш да ги подсетиме гледачите. Кога велевме дека имаме прво територијална именска идентификација македонец, со сигурност. Добро. Од 15 век до 19 век, во 19 народносна. Добро. Има еден протопреродбенски период во 18 век, каде што веќе го спојуваат со историјата, не само со името. Но од крајот на 19 век веќе е јасна националната стратегија која имаат македонските интелектуалци за создавање на нација. Веќе не е името ни територијално, ниту народносно, ниту етноисториско, туку е национално. Значи, работаат токму на тоа. Гледате, и претходно. Значи, веќе пред Илинденското востание, ако се бореле за автономија, во таа автономија тие бараат сите свој јазик, своја црква, свој весници, своји учебници, своји училишта. Значи, се е подготвено за создавање на македонската нација, која се реализирала со следната генерација со партизаните 44 година. Одлично. Подсетуваме, ова е Јордан Ангелов. Да. Зборува за блискоста на Мирашчиев и Крстен Мисирков. Кон оваа идеја се приклонив и јас, но не поминаа ни 2 дена. Книгата беше се уште во печат во една прекрасна зимска ноќ. Јас и Мирашчиев се најдовме по бели гаки во Софискиот затвор. Очигледно, властите во Софија не се согласувале баш со ова активност за формирање македонска нација. Не навредуваа дека сме сепаратисти
и неблагодарници за добрините што ни се направени за слободата на Македонија. Сепаратисти и пред 120 години. До кога сепаратисти? 150 години сепаратисти. Дури не се измешаат картите на планетата повторно, бране. Идејата на Мисирков не ме оставаше на мира. Со тројца верни другари започнав да го објавувам тајниот весник Шило. Почнав да ги критикувам сите внатрешни недостатоци на револуционерната организација. Не ги оставив намира ни империалистичките стремежи на србите, бугарите и грците кон Македонија. Мојата програма им се допадна на одговорните во внатрешната револуционерна организација и заради тоа ме поставија за раководител. 476. 476. Војдан Чернодрински. Вреди да се подсетиме и на него. Односно тој да не подсети малку. 1903 година Војдан Чернодрински, патем сега ми текна, знаеш, Заев еднаш во Прилеп дека им рече здраво граду на Чернодрински. Прилеп, Војдан Чернодрински, Црнодримски. Македонската театарска група, чиишто членови се младинци, македонци со универзитетско и гимназиско образование, сваќајќи ја несносната положба во која денес се наоѓаат нивните браќа бегалци од Македонија, реши да ги пропатува сите словенски краишта, да дава представи од македонскиот живот и на македонски јазик, сакајќи на тој начин да ги запознае сите словенски братски народи со животот на нивниот брат робот. На следната страница. И во Пиринска Македонија Војдан Чернодрински ќе го има. Да, по војната, знаеш, дека првите дела негови се кои што се изведуваат. Стариот Милчин режира македонската крвава слава. Во вториот том ќе објавам негови документи во Србија што каде што барал да се изведува неговата представа дозвола и со негов ракопис во кој стои дека ќе се изведуваат на македонски јазик. Значи, секаде бил чист како солза што се однесува до јазикот. И го спомнува и македонскиот народ и така натаму. Но тоа ќе оставиме нешто и за... Потом, добро. На следната страница, вестник Свето дело. Да не ова она писмо од Битола. Така, да, фамозното писмо од Битола. Да, ние сме македонци и советите на некој бугарски министер за нас не вредат ништо. И денес се согласуваме, го подпишуваме. Ова 120 години подосна. Ние сме македонци и советите на некаков бугарски министер за нас не вредат ништо. Може и да се види тоа на... Еве, добро. Ево го вестникот Свето дело. Да, и долу. Ние сме македонци и советите на некаков бугарски министер за нас не струват ништо, не вредат ништо. Да. Инаку, видиш горе Свято дело, а долу пишува македонско списание. Македонско списание, да. Добро, вестник Балкан, веднаш под него. 903 година вестник Балкан. Признавање на македонските словени од страна на Турција како одделен народ со одделен литературен јазик, што рамноправно со турскиот ќе стане официјален јазик во трите вилаети во Македонија, Косовскиот, Битолскиот и Солунскиот, и признавање на самостојна македонска црква. Следната страница, 478, Die Zeit. Во Македонија се работи за еден народ кој го користи правото за самоопределување. Она право кое ја измени темелно картата на Европа во 19-тиот век. Се мисли на формирањето на нации. Македонците всушност не бараат ништо друго, туку на вистина многу помалку од она што го оствариле пред нив грците, србите, бугарите. Вестник Реформи Бугарија. Борбата во Македонија предизвика такво воодушевување во срцата на многумина младичи во странство, што некои од нив решиле да ги остават и коските за слободата на херојските македонци. Такви борци се јавиле од Чешка, од Одеса и од други места. Дури и еден подпоручник од српската армија, родом македонец, ја напуштил војската и влегол во редовите на македонските востаници. Сега ова ме подсети и сега кога одевме меѓу нашите. Добро. Повторно се покажува дека македонецот каде оди го носи со себе името, колективната меморија и секаде на
различни начини се обидува да ја представи. И благодарејќи на таа македонска носталгија и таа македонска свест, уште од 15 век ние имаме сега феноменални докази дека македонците, ете тоа благодарејќи на тие македонци. Прав си. Го сме го сочувале во континуитет. Со што ќе привршуваме, кажи ми? Па еве, ајде уште два грчки 903 година Јон Драгумис. Кој беше Јон Драгумис? Грчки дипломат, политичар, еден од организаторите на грчката пропаганда во Македонија. Добро. А писмото го праќа до Павло Смелас. А Павло Смелас е македонец кој прешол од ВМРО во Андартите. И сега е народен херој на Грција. Не знаат дека бугарин. Да. Јон Драгумис, Грција. Комитетите им покажаа слика за слободата. Во православните села комитетите и четите велат Македонија на македонците. Не ги принудуваат од првиот момент да станат шизматици, ниту да ги напуштат грчките училишта и да прават бугарски. Пошто во Грција таа е риториката. Да. Така е, или така си е, грк, абсолютно. или грците те викаат, или си бугарин. Ете, секој тегне на својата страна, ајде да речеме. Овие не бараат само да нема Македонија. Не, само да нема Македонија, да, така е. Овие не бараат бугаризам, овие бараат автономија. Зошто бе мајко му стара? Зошто? И за да ги убедат уште повеќе дека ја кажуваат вистината, ги уверуваат дека и Грција е подготвена со Бугарија и со другите и дека го поддржува востанието. Односно се обидувале тие политички да издействуваат такво нешто како што видовме претходно во она писмо до грците, нели уште останавте со турците. Да. И меѓу населението да ги охрабрат едноставно дека е возможна автономијата, бидејќи сигурно си викале кај бе сега, нели види колка ви се сите околу нас, нема шанса да ни дозволат. Токму тоа, Богдан. Истиот Јон Драгумис 380 да видам, исто е, значи писмото до Павло Смелас. Значи поголем дел од македонците ќе се кренат. Нив не ги интересира грцизмот. Туку кутрите ниту ниту Бугарија ја сакаат, ниту Грција. Тие бараат само својата слобода. Таа ги привлече и ги инспирира. Ете така гледале грците, бугарите и србите на независното македонско револуционерно движење. И супер омаш на ова дело направивме. И да не се лажеме. Супер омаш направивме на македонската револуционерна борба, нели на 23 октомври ден на формирање на ВМРО го славевме. Не сите, некои од нас го славеа. Владата него нешто баш славеше, но како што кажа писмото од Битола, кога е во прашање владата, ние сме македонци и советите на некакви бугарски министри не интересираат, не ни вредат ништо. И изгора на сето тоа, еве уште ова, само на 489-та, многу кратко е. Добро. Во евиденцијата на грчкиот училишен интернат Битола. Грчки училишен интернат во Битола. И некојаш и тие грешат, па ќе напишат нешто што нас ни... Според оваа евиденција, стипендистите говореле на влашки, грчки, грчко-влашки, албански и на македонски. Така. Значи нема српски, нема бугарски во Можда во интернатот Битола. работел некој битолчанец и сега што да напише човек? Така е, македонски, како што е. Така е. И сам да кажам, не било да окруирам можда. И јазикот добро го знае кој е. Да си жив и здрав и ти благодарам и на уште една супер вечер, вака со многу убави работи си пројдовме, се надевам на интересен начин дека и така публиката што остана со нас во овие ситни сати на преминот меѓу сабота и недела, дека уживаше и дека искрено едва ќе чекаат следната средба наша тука. Дури и оние кои имаат книгата и ги знаат овие работи, верувам дека им е убаво кога вака малце по-слободно ги коментираме, ги поврзуваме или се восхитуваме на некој. Повеќе гледачи кога ме среќаваат случајно ми велат кога почнува емисијата на Богдан и со тебе, веднаш ја земаме книгата и да пратат. Така што супер, одлично. Многу сум среќен што ова можеме вака да го споделиме, овие чувства, овие емоции и оваа вистина.
затоа што овој народ на вистина немал каде ова да го прочита. Се било растурено на многу страни, на многу меридијани, на многу континенти. Така е. И сега е собрано на едно место. А јас ветувам дека вториот том ќе биде уште поинтересен од овој. Бранилав, професор доктор Бранислав Светозаревич, ти благодарам на честа што ја направи вечерва и се гледаме во некоја следна прилика. Нема да чекаме премногу време. Здравје пред нова година, ќе се видиме сигурно минимум уште еднаш. Фала ти благодарам Богдан и благодарност голема до тебе Алфа. Фала ви вас што останавте со нас до самиот крај. Знам дека уживавте, знам дека едва ја чекате и ваквата наредна емисија, но наредната средба ви ја закажувам петок по 22:30 во новиот Супер петок формат со All Stars гости. Се уште не знам кои ќе се, ама ќе ги смислам денови и ветувам жестока забава петок на вечер. До тогаш гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци и ако утре низ Скопје сретнете некоја жена, плава, така зборува на чуден јазик, поздравете, а може би е тоа Урсула фон дер Лајен. Ако ве убедува нешто, кажете и тоа што би сакале да и го кажете така на само. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.